ставот на регионалниот одбор на СОНГ Прилеп е против одлуката на Советот на СОНГ за организирање на генерален штрајк, бидејќи од 34 синдикални организации на регионалниот одбор на СОНГ Прилеп, кој што тука ги покрива Прилеп, Крушево, Долнени и Кривогаштани, сите конечно се изјаснија за против одлуката за генерален штрајк, а предложените барања од СОНГ да се остваруваат преку диалог меѓу СОНГ и владата, односно ресорните министерства. Зошто донесовте ваква одлука? Сметате дека штрајкот не е соодветен начин на решавање на манифестирање, мирно на незадоволството од одредени случаи, последните? Значи, секоја синдикална организација имаше своје изјаснување и врз основа на тоа изјаснување ние донесовме ваков став. Мнозинството вработени уште од почетокот на иницијативата се изјаснија дека не поддржуваат штрајк, така да работодавците воопшто немале потреба да вршат одредени притисоци. Значи не ги прифаќате вие, од една страна ги прифаќате барањата на СОНГ? Барањата на СОНГ, ако направам пресек од почетокот на иницијативата, се сосема наметнати целосно врз членството. Воопшто не е дискутирано, воопшто до сега не е дискутирано на ваков начин да се решават проблемите. Постојат одредени проблеми заради реформите во образованието кои што ние редовно ги дискутираме. Но не станала збор тие проблеми да се решават по пат на штрајк или друг облик на нарушување на воспитно-образовниот процес. Како наметнати барања ги прифаќате? Па затоа што почетокот на оваа иницијатива отпочна со некој си протест за време на одморите на наставниот кадар, кој што воопшто не ги опфаќаше овие барања. Почна со протест за поддршка на тројцата професори од Штипскиот универзитет. За понатаму Наздан е затекнат со одредени барања, спакувани, нецелосни, недефинирани и со најригорозниот начин, односно влегување во штрајк. Воопшто не е ни подготвен, нити пак воопшто е дискутирано меѓу членството за покренување на таква поставка. Штрајкот е ригорозна мерка според вас? Па е сериозно нарушување на воспитно-образовен процес и ако судам според носителите на оваа дејност, сепак им честитам што не излегоја на ваква инерција, посебно во Прилеп, да наседнат и да направат сериозни нарушувања во општеството. Кој ги манипулираше во СОНГ? Па раководството, централното раководство. Со какви мотиви? Мотивите не ни се познати, но очигледно дека прават сериозна инерција во општеството и јас им честитам на наставниците во Прилеп што не подлегнаа на вакви општествени инерции. Вие не ги поддржавте професорите на Штипскиот универзитет, така? Ние можеби во разговор, да. Значи ние не излеговме на протест заради тоа што сметате дека принципот на солидарност не е карактеристика на синдикатот? Принципот на солидарност е, но дали вие би штрекувале додека се најдувате на одмор во Грција? Вие имате членство, членството не е одедено? Протестот е прогласен за време на одморите на наставните работници. Во одморите не функционираат институциите воопшто? Очигледно дека не функционира институцијата синдикат за време на одмори. Односно не функционира институцијата раководење на синдикатот во еден континуитет. Сега го сменивте мислењето, сметате дека треба да поддржувате такви иницијативи? За кои иницијативи ме прашувате? Како случајот со Штипскиот универзитет? Случајот за Штипски универзитет воопшто не е организирана акција на соодветен начин за ние да можеме да го изјасниме своето мислење, ако станува збор за солидарност. Значи, покренета е иницијативата за време на одмори. Да, разбрав, многу добро. Да. Дали тоа значи дека Прилепскиот СОНГ бара на некој начин смена на раководството на врвот на СОНГ? Тоа е прашање кое треба во иднина да го разгледува. Ако мене ме прашате, јас би го покренал тоа прашање. Прилепскиот огранок на СОНГ сметат е незадоволен од раководството во Скопје и бара веќе смена на раководството, гласање на довер глас. Значи, моје лично мислење, јас не барам од никого довер. Значи, ако разговараме за лично мислење и тоа не е покренато, тоа некаде е прашање. Сте задоволни или не сте задоволни од синдикатот? Да, не.